Почитувани гледачи, добар ден. Јас сум Сања Димитровска, ова е Добриот доктор. Денеска ќе зборуваме за потрес на мозок кај деца. Што значи кога дете ќе се удри во глава? Како родителите да препознаат дека не станува збор за обичен удар? Кои симптоми може да се појават веднаш, а кои подоцна? Мој денешен гостин со кој ќе разговараме на оваа тема е професор доктор Аспазија Софијанова, педијатар, невролог од Клиниката за детски болести. Доктор Софијанова, добре дојдовте во Добриот доктор. Добро ме најдов, секогаш ми е чест и задоволство да ви бидам гости. Знам дека нема правило во кој период од годината може нели да дојде до потрес на мозок кај деца, меѓутоа летниот период де факто еве и она што го имате и кај вас на клиниката како пациенти е дека почесто доаѓа до такви удари кај децата, особено удар во главата. Што значи еве да објасниме потрес на мозок кај деца? Се случува и летно и зимно време, не можеме да кажеме конкретно, меѓутоа летно време обично децата знаеме, нели се повеќе надвор, дружат, слободни се од училишните активности, веројатно затоа, да, а тоа дополнително што ќе го споменеме, бидејќи е многу важно и клучно. Меѓутоа, ете тие сите ненадејни падови што може да настанат при сето ова што тие сакаат нели да се занимаваат или да се играат, може да доведе до структурна промена во мозокот, која е последица практично на тој удар кој што ќе се случи во моментот кога ќе падне детето, независно дали ќе се удри со некое друго дете, дали ќе падне директно на земја, и сите тие начини различно реагираат на мозокот. Така да таа структурна промена може да биде буквално ништо, едноставно обичен удар и нели велиме излегување или излегување на џумка, тоа е класично или вака позната меѓу народот, меѓутоа сепак може да значи одредени вистински промени внатре во мозокот. Доктор Софијанова, еве се не да ги плашиме родителите, меѓутоа факт е дека постои разлика каков ќе биде ударот. Може дете да падне од 1 метар висина и ништо да не му биде, може од 30-40 сантиметри да падне и да настане сериозни компликации. Како утврдувате кој удар е поопасен? Знаете како, нема правила тука и мораме тука да разграничиме, се разбира, и помали деца и нормално доенчиња, кои што најчесто и ни се јавуваат, нели, бидејќи обично ги чуваат во кревети, кога почнува фазата на осознавање и на вртење, тие знаат да се истркалаат и практично да паднат, и тогаш многу ни е значено да видиме од која висина се случило тоа. Од една страна како паднало доенчето сега кога веќе би зборували, и сепак ќе направиме разлика и кај поголемите деца. Значи кај доенчињата кога таа рековме фаза настанува и кога ќе се струполат, велиме, нели, од креветот доле, има еден интересен феномен, а тоа е дека ударот се амортизира и со телото, бидејќи тие сега има и случаи кога паѓаат и директно врз главата, меѓутоа најчесто обично паѓаат и се врз целото тело, и ударот има практично еден амортизирачки момент. При тоа, она што ние го гледаме, се разбира, е најбрзо и најпаметно, бидејќи имаат отворено фонтанелата, да фатиме на скрининг начин, а тоа е да видиме дали има некакво крварење. И најчесто, бидејќи сепак тоа се моменти кои што во суштина се обични, не се толку страшни, знаеме едноставно по клиничкиот преглед да дадеме совет на родителите да си го однесат детето спокојно дома, да даваат течности и да го посматраат. Сепак, знаете како, тие моменти кои што се акутни или ги велиме веднаш настануваат, ги гледаме и ги препознаваме. Доколку сепак не е толку вознемирано, нема дете кој што нема да се исплаши од ударот. Точно и да е никаков, точно да е мал, ќе се исплаши. И веднаш плаче. Секоја мајка е возбудена и вознемирена да случајно не е тоа некој сепак опасен пад. И го зема во себе и тоа плачење трае. Но кога ќе го донесат кај нас, ние гледаме типот и начинот на плачењето каков е, бидејќи тоа е директна рефлексија на оно што се случува во мозокот. Сега кое плачење според вас опасно? Опасното плачење е надразителното плачење и тоа ние го велиме дрезгаво плачење. Значи не е плачење кое пројавува некоја молба за жед, за глад, бидејќи нели обично доенчињата не знаат да зборуваат, ама жед, глад, кога нешто сака, кога е радознало, а не го добива, па родителите не му го даваат, има една нијанса на бојата на гласот на плачот. Овде имаме друга нијанса и друга фреквенца, и тоа ние сепак најдобро го чувствуваме и гледаме дали е соработливо или не, дали се смирува со родителите или не, и
тоа се разбира уште еден момент кој што ние во тој невролошки преглед, а тоа ги гледаме зениците. Значи зениците се секогаш иста големина. Ако постои така наречен азинок, ако постои разлика во големината на зениците, тогаш сметаме дека сепак треба да го посматраме детето и да видиме што се случува. Анизокорија се вика. Но во суштина, ако не треба веднаш да го ставаме да го храниме, бидејќи знаете како таа надразливост и го надразлива особено вториот мозок, а тоа е стомакот, и при тоа често може да настане и повраќање, но ако веќе во продолжениот моментот после падот 2, 3, 4, 5, 6 часа имаме повраќање, тогаш сепак ќе го оставиме и ќе го мониторираме повеќе, бидејќи повраќањето не е само рефлексија на стравот кој настанал во моментот, може да биде рефлексија од покачен, така наречен интракраниален притисок поради сепак одредени структурни лесни повреди во одредени сегменти во мозокот кои може да го надразнат и на кои му треба време да се смират. Така. Јас да ги повикам и нашите гледачи дека може да се јават во живо и да постават прашање до нашата денешна гостинка. И сега, доктор Софијанова, еве, кога утврдувате, еве после овој пат, детето има лесен, потежок потрес на мозок? Генерално зборуваме еве сега и за децата глобално, значи не само за доенчиња. Во мозокот и природата на човекот генерално е така направена да имаме амортизирачки ефекти, се мислело на тие падови, бидејќи сепак се движиме, движењето е еден од факторите на ризик, без разлика дури од обично одење може некој да се падне. Тоа се тие така наречени коморни системи или коморен систем кој што е исполнет со течност или ликвор кој практично прави амортизирање. И секој пад на тој начин го амортизира. И затоа не треба толку да стравуваме, бидејќи не може да мислиме дека секој падне или би правил некој посебен проблем. Меѓутоа, раздразливоста што ја напоменавме претходно, гледањето на големината на зениците, нормално една главоболка која може да се јави, таа треба исто така да ја мониторираме, бидејќи таа е најчесто последица на местото и точно локацијата каде се случило, да кажеме, ударот точно на главата и се разбира го гледаме движењето на телото. Значи, некогаш може да се случи да на таа страна на која паднало детето не сака да ја движи таа страна или буквално не сака да ги мрда рацете, нозете. Тогаш веќе исто стануваме со поопрезни, повнимателни, што всушност стои во позадината на тоа. Меѓутоа гледаме дека може да е последица на страв, но може да е последица на нешто сепак како се случило. И затоа секогаш се надеваме на најдобро, но ние мораме да помислиме на се и да го мониторираме едно сигурно 48 часа, бидејќи тие се клучни после сепак посериозни падови. Што може да се случи додека го мониторирате? Велите во најголем број случаи се си поминува како што треба, меѓутоа што може да се случи? Посматраме прво дали повреќа детето. Бидејќи рековме дека повреќањето е првиот знак за покачен интракраниален притисок, или тоа значи дека сепак некоја структура во мозочето била реактивна или изреагирала. Сега имаме неколку типови на крварења кои може да настанат и кои најдобро се гледаат на компјутеризирана томографија која одлучуваме не по секоја цена на секое дете, но ако сметаме дека нешто не ни се допаѓа, велиме ние, сепак го праќаме на компјутеризирана томографија и таму може да се исклучи дали постои сепак некоја сериозна повреда која најчесто прави акутно крварење. Тоа е тоа што би не загрижувало и тоа се тие така наречени епидурални крварења или веднаш под кожата на калваријата, на коската на главата може да постои тоа крварење и тоа е обично артериско и сепак мора да се види дури евентуално некогаш и да се решава со колегите на хирургија или имаме субарахноидно, односно крварење кое што и не е толку страшно помеѓу самите обвивки околу мозокот и мозокот, меѓутоа тоа исто така се абсорбира само по себе ако не е големо и го оставаме детето да мирува. Имаме арахноидно крварење или тоа се просторите кои што практично го абсорбираат сето она што е токсично во мозокот, што се создава и тие преку ликворот го исфрламе надвор и тоа не е толку страшно колку што би било страшно ако имаме интрапаренхимско крварење кое е внатре во самиот мозок, а затоа сепак не би го толку сега глорифицирале, но би го имале во предвид дека и тоа може да се случи. Така. Доктор Софијанова, споменавте
кои се оние симптоми кои што може нели веднаш да се јават еве кај новороденчиња, плачот, повраќање, главоболка. Меѓутоа што може да се јави подоцна, ве прашувам од аспект на тоа што и кога ќе падне дете, кога ќе го однесе нели родител, да, ворете сега, меѓутоа наблюдувајте го наредните 24 часи. Кога тоа ќе го кажете на родител, тој буквално не спие и што треба да го наблюдува и што може да се случи во тие 24 часа. Сигурно дека она кое што прво сме сигурни за да го вратиме родителот назад ќе биде она кое што сметаме дека сепак начинот како паднало, имаме рековме нели повеќе видови на удари кои што може да настанат и нешто што знаеме дека повеќе го испаничило родителот отколку детето и дека тоа не би требало да има некаква рефлексија во однос на целокупната негова состојба. Значи прво гледаме вкупната состојба на детето каква е и она што велиме да го посматрате, пак ќе кажам, значи да не повреќа, да не е раздразливо. Тоа пак ќе кажам, стравот има еден пролонгиран ефект и тој сигурно ќе биде повеќе или помалку, ама да го заигруваме, да му ги извадиме негативните мисли со една убава енергија, така да верувам дека после 24 часа и да пробаме веќе да го храниме и да гледаме како ќе се однесува. Значи тоа однесување негово е она кое што ќе не и нас охрабри да сепак ги ослободиме родителите дека сепак поминала страшната работа. Так, пред да продолжиме, доктор Софијанова, имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете, вас слушаме. Поздрав до докторката и до војителката. Ви благодариме, повелете. Ако може да прашам, имам син, сега повозрасен, ама кога беше мал, падна од тераса, од први спрат, од прилика, и одна ми се успа. Го занесиме на болницата, рекла да го снимат на главата, му ставија некој, не знам како да ви кажам, ма он отимал, не да баш многу плачеш, ми рекла да биде смирен, да го оставам, например, да не спие, за че му ги стават тие, како да ви кажам, на главата за снимање, мора да биде смирен. И 2-3 пати отидоме, не можеше, не дозволи, он отино плачеше, не дозволи да се сниме, ми рекла, ни повреќаше ништо, сега е возрасен е, а од тој нема никакви преглед, ништо нема, дали може нешто последица од тоги? Така, јас ви благодарам многу за јавањето, мислам дека ова добро прашање, што секако секој родител сака нели да го знае кога ќе падне, исклучително добро прашање и не успеале да се направат оние. Тоа е ЕГ или електроенцефалограм кој што може да ни покаже дали некаде во некој сегмент од мозокот направило сепак структурна промена. Тоа е она структурна промена која што ја гледаме од она што зрачи и од она што излегува од самиот мозок. Меѓутоа, јас би кажала, првиот спрат и паѓањето од првиот спрат сепак би било едно од тие удари на кои би обратиле внимание, веројатно затоа и било побарано да се направи. Меѓутоа, очигледно имале голема среќа. Знаете, и во овие удари може од ништо да биде вистински нешто, и од буквално еве вака некоја ситуација која на крај да заврши добро, пак е тоа последица на амортизирањето на тој удар и на овие сите структури кои што... И сега е возрасен, така ни кажа гледачката, значи последици може после толку време... Не верувам. Мислам дека имало среќа и дека сепак поминало се добро. Пред да го вклучам следниот гледач, она што го напомена гледачката, предпоставам што ви е многу важно што прашувате, кога паднало веднаш заспал. Тоа е еден момент кој што сепак би не запрашал зашто се случува, или тоа често спиење не би ни било баш многу драго, затоа што во суштина децата се сепак тие кои што се повеќе нели разиграни и сакаат интересно, радознали да ги кажам вака, а ова што заспало веднаш покажува дека сепак одредени центри во моментот биле нарушени и самиот пат предизвикува тој така наречен едем кој што знае да се повлече, едем или оток во мозочето кој што знае да притисне и да го направи центарот за спиење поназначен. И дури кај тие деца знаеме да видиме попролонгирано спиење, кој затоа и веројатно побарано е да се направи ЕЕГ. Тоа било и причината за тоа. Но сепак пак ќе кажам, и да се нарушат тие центри, го оставаме времето и пак секогаш персонализирано. И како што споменавте, имало среќа. Секој си имало среќа и веројатно и сигурно си дошло се на свое место. Така. Еве, јас се надам дека нашата гледачка е задоволна од одговорот. Да вклучиме гледач, повелете во програма сте. Здраво. Да, повелете, ве слушаме.
Вака имаме на прашање, имам 36 години, многу јадам и претерана повраќање. Значи спортувам, трчам, ама многу јадам, конзумирам многу храна. Така. Конкретно во саботата трчав, јадев се, кога да се прејадов после трчање и исповратив све што јадев. Така. Так. Знаете дека и тоа е контролирано од мозокот. Имаме хормони кои што се лачат во желудникот, оние хормони кои што практично го алармираат мозокот дека сме гладни, и хормон на ситост. Кога тоа ќе се наруши, очигледно дека мораме да внимаваме на тоа, обично велат јадете ако сте гладни, ама прекинете кога ќе ви биде најсладко, бидејќи уште половина час после тоа хормонот за глад постои, но хормонот за ситост практично го нивелира тој баланс што велиме ние. И затоа веќе да кажеме она внесување дополнително на храна после тоа прејадување кое што настанува, го надразнува повеќе желудникот. А тука се исто така нервите контролирани од мозокот и тие надразителниот желудник го прават да практично тој вишок на храна очигледно кој што се внесува се враќа назад. Јас би сугерирала на гледачката да едноставно оди малку на разговор околу тоа што е таа потреба толку многу да се храни или толку многу да внесува храна. Обично храната знае да биде одредена сетисфакција за некои работи и тоа е убаво, сите ние ја бараме. Затоа што тоа е нешто што на секој од нас му треба, нели, кога ќе седнеме па сме среќни со храната и така натака, меѓутоа пак мораме да ставиме одреден граничник и да го стопираме, бидејќи таа самата веќе е свесна. Тоа е веќе првиот шекор кон тоа да го најдеме начинот да ја подобриме незината состојба со свесноста, бидејќи сепак убаво би било да се поразговара, да се види што е тоа што толку многу ја тера и на крајот може би некои испитувања да видиме зошто има потреба толку многу да се храни. Тогаш има одредени ситуации кои треба да се исклучат. Так. Пред да го вклучам следниот гледач, исто да разграничиме, доктор Софијанова, споменавте вие на почетокот, дете кога ќе падне на глава може да му се појави џумка, меѓутоа и дете кога ќе падне на глава може да не му се појави џумка. Дали појавувањето на џумка, нели така ја знаеме, е знак дека нема ништо сериозно, едноставно само на местото кај што се удрило излегува таква нели џумка, или пак и тоа што ништо нема да има може добро да помине. Тоа знаете површно крварење на капилари и на малите крвни садови кои сите ги имаме низ телото, и таа џумка обично вели индиректно дека сепак тука бил ударот и тука веќе се лоцирало моментот каде што бил и падот, и обично знае да биде така како надворешен фактор кој веќе нас ни прави одредена, да речеме, смиреност дека сепак тука бил ударот и еве излегло тоа кое што и каде што била повредата практично настаната. Она кое што не се гледа, обично и може да не биде ништо, е тоа што нас уствари не тера да ние ги вратиме пациентите после 24 до 48 часа и ги насочуваме кон тоа да спијат повеќе, да го ставиме детето да одмори, да го гледаме дали не рековме ќе повреќа, дали ќе биде раздразливо. Тоа е она кое што е невидливо и кое што може практично да значи некој вид на оној вид на крварење кое што може да не се гледа, а да практично настанало во мозочето, а да нема надворешна визуализација, и тоа е она заради кое практично ги праќаме на компјутеризирана томографија, не на магнет, туку на компјутеризирана, тука исклучуваме оток и исклучуваме крварење. Така. Пред да продолжиме, имаме гледачи, повелете во програма сте. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Драган од Неготино. Повелете. Сакам да поздравам докторката и вакви докторки, вакви педиатри, специјалисти ги има многу малку кај нас, али докторката ни е феноменална во секој поглед на незината работа. Ова се случува пред 20 години, прием на оделение, незина работа, незина ангажираност, до сега такво нешто нема видено. Само се јавим да се заблагодарам на докторката во секој поглед. Ви благодарам многу за убавите зборови. Да, јас ви благодарам. Тоа значи колку многу имаме минато. Имате искуство, да, доктор Софијанова. И ви благодарам многу за јавувањето. Да вклучиме гледач, повелете во програма сте. Ало? Да, повелете. Тука Горан од Радовиш, јас сум Софијанов познак од 5 годинки кај неа. Добро. Од 5 годинки познак, викам, па сакам кај неа да идам на кадрова. Јас сум шеќер со 9 шарсам јас.
И сакаме една контрола па кај нас да спомене. Така, меѓутоа, еве. Не познаваат, сигурно имало зашто дошле и како дошле и убаво сигурно дека сме помогнале тогаш. Веројатно има господинот шеќерна болест, претпоставам по што го од 5 разбрав. годинки, меѓутоа сега возраста сепак Знаете ви како, имате. се е поврзано. Се е поврзано да видиме од каде доаѓа етиолошки, дури некогаш дел од болестите од одредени стресови може да го активираат оној генетски механизам кај нас кој што го носиме сите ние кои може да направат така да и оваа поврзаност би ја рекле, повелете да дојдете во секое време, јас сум на клиника и ќе ме најдете. Фактот дека сите работи се поврзани, не смееме да ги исклучиме, ама координатор е мозокот за многу нешта, дури и за шеќерот. Така. И недоистражен орган, нели е мозокот, така да еве ќе слушнеме понатаму и во еднината што се може да се открие. Така е. Да вклучиме гледач, повелете во програма сте? Ало, Да, повелете, ве слушаме. добар ден. Добар ден, повелете. Сакам да поздравам професорката Софијанова. Тука е Анастасија, не знам дали ќе се сети, мајката на Златко. И бабата на Даниел. Така да. Се сеќавате ли? Се сеќавам, повелете. Многу време баш ми е има драго. поминато. Еве сега колку пати вртам на сите, никако не добивам, али денеска добив. Среќа било да се слушнеме. Она е најдобрата докторка, не добар, него најдобриот доктор што постои во државава и опште во светот колку јас сум пратела. Она не да е човек, него супер човек. Она е со самата нејзина појава те плени, не стручњак, него мислам незаменлива е. Германците имаат еден чуден, не чуден, него еден израз викаат вундеркинд. Тоа значи чудо дете, а ова е чудо жена. Како човек веќе не се раѓа. А ладна мајка што е родила. Ви благодариме многу за... Само едно искуство од мојот поголем син, не знам поголемиот. Ми падна од столче со дубаче од уздола. Значи тоа е високо доста. И тоа точно на подот без да има тепих од уздола. Од колку високо падна и цела среќа сето тоа добро се заврши. Да, па тоа и го зборувавме. Да, јас ви благодарам многу за јавањето. Ви благодарам за убавите зборови, само можам да ви кажам дека еве и токму тоа беше идејата кога разговаравме како да дојдеме и допреме до бабите, до мајките, до родителите, до фамилиите, дека секој пат во суштина не значи дека треба да стравуваме толку многу, да бидеме сепак внимателни. Тоа е идејата, нели? И еве да се надовразам и на нашата гледачка, да, еве од Дубак директно на пархет, без вакво. Дали родителите еве со се што се соочувате во амбулантите понекогаш навистина паничат без потреба, или веднаш ќе го донесат детето, или пак имаме обратна ситуација која можеби самите ќе се речат ништо не е, па на добаре, меѓутоа навистина па да требало да дојдат на лекар. Има и такви ситуации. Значи, крајност во крајност, како од крајност во крајност, сите ние не сме исти, секој од нас различно реагира на стрес. Да бидеме реални, сепак тоа е стрес. Значи, падот не е нешто што ќе ни предизвика задоволство, ни предизвикува стрес. И нормално многу прашалници. Заради тоа е добро да сепак се консултирате со матичниот педијатар, односно со некој од нас кој би можеле да според вашите зборови, укажувања на начинот на кој што се случило, зашто тие се очевидци. Некој што бил околу детето, најдобро може да опише како е паднато. Различен е начинот, рековме, ако падне на тело па се изамортизира, на различен ако падне директно на глава, а уште поразлично ако биде да речеме удар со велосипед или со овие модерни сега што се електрични тротинети. Да, тоа е веќе нешто кое што сепак може да предизвика навистина многу по различен начин на реакција на тој удар. Така да убаво е да очевидец кој што го видел падот ни пренесе, а да при тоа ние после го координираме дали треба веднаш да се јават или треба да почекаат. Доктор Софијанова, споменавте ве за новороденчиња, за бебиња, тие не може да кажат колку ги боли, не може ни да станат, меѓутоа што во случај кога поголемо детенце, значи ќе падне на глава, ќе стане, ќе продолжи да си игра. Тоа може да го сметаме како безбедна ситуација. Генерално, феноменот на вистински удар кој ќе предизвика потрес на мозокот, односно кој ќе предизвика одредена, рековме, структурна промена или вознемирување на мозокот, нема баш да го направи детето да веднаш може да стане и да продолжи да игра. Тоа станува само при лесните удари и тогаш неговата, да речеме, храброст да го продолжи тоа е сигурно дел од неговата
добро чувствување во состојбата, затоа што сепак детето знае да изреагира доколку вистински има некаков проблем, нема да може веднаш да стане и да продолжи да игра. Тогаш би не радувало. Некогаш може да се случи, че за се има и 1% кој што ние го велиме како статистичка ситуација на која треба да мислиме, ама тоа го дебатираме ние вака сега отворено, иначе генерално гледате дека на крај сепак се завршуваат добро работите, но таа статистичка, да речам, промена што може да настане, може да стане да продолжи да игра, може се да се случува најнормално и одеднаш да имаме одредена ситуација, тоа се тие структурни промени. Тоа и сакав да ве прашам пред да ги вклучам следните гледачи, кога всушност се појавува хематомот? Хематомот се појавува генерално веднаш после ударот, односно после падот, и може да биде во нема зона која што во моментот не афектира ништо, ниту моторен дел, ниту интелектуално когнитивен дел, и може детето практично да продолжи све најнормално. А самото крварење, кога ќе почне да се организира, бидејќи се случува, и генерално има само автомеханизам на чистење. Значи, се појавува одредено крварење, кој е најверојатно микрокрварење во одредена зона, рековме може да е нема, значи да не афектуира веднаш и веднаш да може да продолжи детето со сите активности, за да после извесно време како почнува тоа крварење да се организира, да направи одреден проблем. Дури може да направи одредени посериозни проблеми за кои не би сега коментирала, за кои се гледа со оние електродите кои што биле ставани на детето, ЕЕГ и сите понатаму. Дали може би затоа се вели кога ќе падне, кога може би е посериозен падот, па ќе им кажете сега да одмаран или за тој хематом да не направи. Така е, за да може да се локализира и да може брзо да се абсорбира. И заради тоа е практично одморот, за да не се придвижува, бидејќи секое движење може да уште повеќе тоа место кое сепак веќе, да речам, вулнерабилно на некој начин да продолжи и да, нели, да се уште повеќе шири тоа крварење. Апсолутно тоа е најбитната работа, да се одмара. Така. Пред да продолжиме, доктор Софијанова, да ги слушнеме и нашите гледачи, повелете во програма сте. Повелете, ве слушаме. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. На телефон е гледачка од Прилеп. Поздрав до студиото и до докторката. Имам едно прашање. Повелете. Случајот се работи е случен за дете од 4 годишна возраст, е случено пред 20 години. Чупе, падната е од трактор, немаше повреда на главата и снимана, која после тоа несреќата е снимана на ЕЕГ, пошто имаше, почна од тогаш да ја боли, почесто многу глата да ја боли и не пратија да ја снимаме на ЕЕГ. Во Битола ни е снимана, значи 2-3 пати на спијање и разбудена, покажа дека ЕЕГ-то и од прејак стрес има набивање на мозачната кора. Детето Чупево е 24 години сега, кој цело време по промена на време има јаки главоболки. Дали се работи, мислам, имам испитано, еднаш не рекоа дека е детска мигрена, а сега поново немам испитано, а се уште ја боли главата. Така, вие сакате да знаете дали сето тоа е последица од ударот и можеби за доцнето снимање, за доцнета реакција? Одлично прашање. Значи, одлично прашање. Ова е веќе пософистицирана работа, која што е веќе објаснивме на гледачите. Имено, сепак ударот од трактор не е ударот или падот столици или од некоја, да речеме, структура која што бија повеќе или помалку занемарили, него ова веќе барало по-детално испитување и верувам дека во случајот најверојатно имало некое микрокрварење кое што создало, ама си се организирало, бидејќи сигурно по ова што го слушнав, има одредена сензитивност која ја појавува на промена на клима и која што убаво кажа гледачката, наликува на мигренозни главоболки кои што се најчесто васкуларни. И тоа се тие места кои што практично биле атакирани со ударот. И сега на тоа место си се организирало тоа све, да кажам, средено, организирано, меѓутоа сепак постои така наречено слабост во тој дел. Сите ние имаме слабост во одредени места нели на телото, но оваа слабост очигледно имало последица од ова што се случило. Така да веројатно е таа слабост од самиот удар и тие мигренозни главоболки знаат да бидат на вистина некогаш многу така измачителни и тоа се убаво би било да направите, ако не сте направиле, не е само доволно тука ЕЕГ, јас би препорачала сепак еден магнет да видиме дека се е во ред. Другото што и претпоставувам дека е, и
има нови типови на лекови за лечење на мигрена. Можеби не е лошо да посетите невролог кој ќе ве упати на тоа да тие кога ќе почнуваат промена на време, промена на многу различни нешта, слабост очекуваат промена на притисок, сето тоа практично го афектуира ова така наречено повредено место кое нема некаква пострашна друга последица. Зашто знаете како? Од земеност на раката, ногата, други различни типови на невролошки испади веќе можат да бидат сериозни за разгледување. Тука сме поминале со тоа да сензитивноста на самата повреда веќе ни предизвикува еве вакви главоболки. Доктор Софијанова, дали тоа значи дека кога сме возрастни, повозрастни, нели, кога не сме деца зборам, кога одредени состојби ќе се утврдат дали невролошки, може да бидат всушност последица од нешто што ни се случило додека сме биле мали, меѓутоа можеби тогаш не се толку посветило доволно внимание на сето тоа? Се согласувам, на голем процент на работите кои што ни се случуваат во детството, вклучувајќи сега на кое што обраќаме внимание, тоа се одредени енграми што ни остануваат, нели, од детскиот живот што го имаме, или одредени работи кои што сега излегуваат на виделина малку повеќе, бидејќи сменет животниот стил, можеме да ги почувствуваме подоцна. Така да ништо не се занемарува. Еве на 24 години, Знаете, кога имаш мигрена, ти е последица од пат пред 20 години, што значи сепак постојат поврзани работи кои што можеби доколку се третирани како што треба или постои добра здравствена медицинска евиденција да може да се најде изворот на проблемот. Тоа евиденција се вика добра анамнеза, добро испрашување, ќе ви даде одговор на многу работи. За тоа ќе разговараме во некоја следна емисија како друга тема, да го слушнеме следниот наш гледач. Повелете, во програма сте? Повелете, ве слушаме. Дали имаме гледач на линија? Пред 3 години се лизнав и со главата утри во влезна врата на зградата. Ми се појави хематом. Без нахитна, ме третираа само со парацетамол цела недела, меѓутоа во текот на неделата има вртоглавица и не може премнотежа да држам. Така да се јавив кај повторно нахитна, правев томографија на мозок, на глава, се покажа дека се е во ред, немам никакви проблеми, меѓутоа тоа остана повеќе од 1 година и така од време на време, пак имам вртоглавица и не можам рамнотежа да држам и постојано имам зујење во главата. Ме интересира, овде бев исто на прегледи кај невролог, третирана бев со епинеурон таблетки, од нив така се смирува вртоглавицата, меѓутоа ако се појавува повторно, пак ги земам таблетите. Меѓутоа, зоењето во главата не престана. При ударот, бидејќи јас во тој период не бев во Македонија, бев надвор од Македонија и во странство бев третирана само со парацетамол од 1 грам 4 пати во ден, значи 4 грама дневно примав цела недела. Ме интересира што ќе ме посоветува докторката, бидејќи правев и магнетна резонанца на глава и томографија, резултатите се во ред, меѓутоа зоењето во главата не престанува. Така. Претходно нема такви симптоми. Така. Еве, доктор Софијанова, и кај повозрастни може да настанат. Знаете како, сите гледачи што се јавија денеска додадоа вредност на она што ние само базично почнавме да говориме, а тоа е зуење во глава, кој исто може да биде последица на падот. Веројатно некои нерви и тука се атакирани. Што претпоставам не може да се видат на дијагностичките. Чиме магнетната резонанца чиста, господјата треба да биде прво задоволна и среќна дека сепак немаме реална структурна промена во мозокот, но од друга страна тие нерви кои што не може да се фатат на ниедна снимка по-конкретно, предизвикуваат така тип на зуење, тоа беше во делот околу средното уво, тип на зуење и вртоглавица. Чиме вртоглавица поврзано, тоа е центарот за рамнотежа, зуењето тоа е задниот дел од главата, значи можеби треба малку потхрана во делот на нервниот систем, односно нервите сами како такви. И имаме витамини кои би ги предложила и кои би сигурно возрастниот невролог предложил, а тоа се неуробион или оние кои што се неурофорте. Имате многу типови на потхранувачи на нервите воопшто, а тоа се и различни типови на витаминска подкрепа, која што би требало да го смират
тоа надразително чувство на тој дел од нервниот систем кој предизвикува вртоглавици и особено и тие знаат на промена на притисок. Тоа е невидливо. Тоа не можете да го видите и затоа овие вакви работи кои што ги набројавте, убаво би било да се потхранат со нешто што веќе го имаме, а сега да не зборувам, имате многу аминокиселини кои исто така го смируваат тој надразителен дел кој што ви е се надам ја дека нашата гледачка е задоволна со одговорот. Бидејќи се приближуваме на самиот крај на емисијата, мора да ве прашам, да, слушнавме за новороденчиња, помали деца, меѓутоа она што ни се случува во последно време, тоа се тие деца кои што завршуваат во ургентен по пат од тротинети електрични, од велосипеди, од ролери, при тоа не носат кацига. Колку овие падови на глава и удари може да бидат сериозни? Зборуваме за возраст на 10, 11, 12, 13 годишни деца. Искрено највеќе стравувам од нив. Највеќе стравувам. Мислам дека тоа се работи кои што се дефинитивно непредвидливи и тоа се вика од здраво си правите од готово вересија. Значи од здраво дете практично после тој удар имаме сериозни размислувања, ама тоа е последица на стилот на живот. Тие електрични тротинети, еве сега новите закони не велат од кога ќе може да децата управуваат со нив, бидејќи сепак се на некој начин возила и тука се секунди во прашање каде што и самото дете во тие негови, сите деца се побрзи во своето однесување нормално и возилата добро што постои сепак сега да речам овој Safe City малку колку толку врши контрола на возењето, велосипедите тука ги бројувате тоа што го рековте, електричните тротинети и моторите и сите останати возила кои што се без дополнителна кацига, значи не смееме ни да помислиме да ги управуваме. Многу внимателно со нив. Јас лично кога ќе ми кажат, кај нив не оставам на никаква случајност, туку веднаш ги повикувам на разговор, затоа што мислам дека со тоа нема зезање. Дури да биде бениген пат, сепак тоа значи удар еден со друг, кој не знаеме колкава е таа, нели, инерција и со колкав удар. И за оваа тема може многу да зборуваме во некоја следна емисија, меѓутоа времето на денешната емисија ни помина. Доктор Софијанова, јас ви благодарам што бевте моја денешна гостника, што се надевам дека многу родители ги смиривме, меѓутоа им предочивме на што да внимаваат доколку нивното бебе, дете се удри на глава и кога да се побара лекарска помош и да не се паничи, меѓутоа и да не се занемарат симптомите. Ви благодарам јас што ме поканивте. Секогаш. Почитувани гледачи, овде е крајот на денешното издание на Добриот доктор. Се гледаме повторно утре во истото време. Имајте убав ден, чувајте го вашето здравје и гледајте Сител. Довидување.